Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Антикорупцијскиот тим на СДСМ денес објавува нова бомба. Банкарот на Вучич стана банкар и на Мицковски. Пред само 2 месеци српската Алта банка ја превзеде Стопанска банка АД Битола. За тоа согласност дал Трајко Славевски, гувернер на НБРМ. Дали токму тоа е причината за која Трајко Славевски беше избран за гувернер на НБРМ, само за да тивко и експедитивно се реализира токму оваа сделка. Но, клучното прашање е, што се крие зад оваа сделка? Зошто веднаш по доаѓањето на власт на ДПМН се реализираат вакви дилови? Одиме со фактите по ред. Собственик на Алта банка е Давор Мацура од соседна Србија. За краток период, од собственик на мала менувачница во Земун, станува собственик на банка, земјишен магнат, инвеститор, кој има договори со огромни државни компании во Република Србија. Последно, на банката која до вчера била менувачница и е даден огромен државен бизнис на електростопанство на Србија, а тоа се сметките за струја. Според пишувањата на српските медиуми, рецептот за успех се неговите врски со власта на СНС, Александар Вучич, неговиот брат и кум. Српската опозиција редовно го обвинува Мацура за криминал. Медиумите во Србија го врзуваат пријателството и со Милан Радојчич, кој е под американски санкции и на црна листа. Но, кога Мацура се обидел да се прошири во Европската Унија, односно да купи 20% од уделот во австриската Адико банка, Европската централна банка му го суспендирала правото поради сомнеж за потекло на капиталот. По пишување на угледниот Financial Times, постоела долга истрага на Европската централна банка за Alta Pay поради сомнеж за перење пари. Ова значи легален влез на сомнителни финансиски текови во Македонија и отварање врата за можно перење пари. Како тоа? Европската централна банка има превземено ваков ригорозен чекор, а Трајко Славевски и НБРМ без размислување го дозволиле превземањето во Македонија. Зошто не биле повнимателни? Особено што станува збор за банка од понизок ранг. Еве го сценариото на кое предупредувавме. Оваа трансакција е нераскинливо поврзана со финансиско-политичката мрежа на владеачките структури во Србија со Христијан Мицковски и ДПМН. Дали ова значи отварање на патот за селење на сомнителен капитал и влијание во Македонија? Бараме финансиското разузнавање и финансиската полиција да отворат истрага за ова крајно сомнително превземање. Бараме да се испитаат потеклото на парите и ризикот од перење пари. Македонија не смее да стане финансиска платформа за туѓи политички агенди. Антикорупцијскиот тим продолжува. Работата не е завршена.